Ако до 1998 година регионот Пелагонија Преспа создаваше 22% од БДП, сега тој процент е двојно намален. Причините за ваквиот негативен тренд се повеќе, но најмногу од се главниот виновник е лошата или поточно никаквата патна и железничка инфраструктура, но и прескапиот транспорт, реагираат бизнисмените од овој регион, кои тврдат дека токму овој регион е локомотивата за влез во Европа. Овој регион кој што има производство од 250.000 тони јаболка, Пелагонија Преспа, овој регион кој што има 90.000 тони пченица и регион со 15.000 тони тутун. Овој регион кој што нуди брз излез, брз пораст и развој на стопанската економија на Македонија, не само на овој наш регион. И затоа, меѓутоа, како императив за овој развој ни се потребни прво патна инфраструктура. Пелагониско-преспанските стопанственици лути се што 30 години им се ветувале европски модерни автопати и експресни патишта, а од нив се уште немало ништо. 3 години го чекаме и гасоводот, чекаме и ефтина зелена енергија, чекаме и современа железница, резигнирано коментираат тие. Овдека во овој регион гравитираат 10 милиони граѓани од Грција и Албанија. И овој ќе биде многу ефтин бе коридор, така да ќе се растерети оној што е 10D преку Гевгелија, така да овде ќе биде опцијата која може да биде за 5 години тој автопат исплатлив и вратен во таа инвестиција. Хроничниот и веќе алармантен недостиг од работна сила е вториот сериозен проблем со кој се борат пелагониските бизнисмени. Затоа тие бараат државата да ги олесни процедурите за увоз на работници, за колку толку да може да се спаси македонското стопанство. Нажалост, репродукцијата на кадри е многу слаба, увозот на работна сила не е воопшто ефикасен, е долг, макотрпен, тежок, а нажалост не направивме промена на одредена регулатива во законот за увоз на работна сила, треба одредени подгрупи да се дополнат, кои што би ни возможиле да имаме таа опција. Бизнисмените укажуваат дека вака, препуштени сами на себе, единствениот излез го гледаат во инвестирањето во автоматизацијата и дигитализацијата на производствените процеси, за да можат да ги одржат во живот своите компании и да бидат конкурентни на светските пазари.